Активниот пожар во Струшко е потсетник дека ризикот од пламените јазици расте заедно со високите температури. Пожарникарите и натаму интервенираат на терен во Струшкиот регион, а токму поради зголемениот ризик од нови пожари, владата превентивно прогласи 30-дневна кризна состојба на територијата на државата со цел побрза и поефикасна распределба на сите државни ресурси и опрема онаму каде ќе бидат најпотребни во случај на разгорување на огнените стихии. Во овој момент имаме еден сериозен, тежок за гасење пожар. Тоа е пожарот кој што од Струшката депонија излезе во блиската вегетација. Истиот беше активен вчера во попладневните часови. Приквечер беше ставен под делумна контрола, за жал денес повторно и побегна на пожарникарите од контрола. Моментално е разгорен и кон него ќе упатиме набрагу 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Иако ниедна држава не располага со доволно опрема за справување со летните пожари, што можеше да се види од пожарите кои изминативе денови го зафатија Медитеранот, службите велат дека се подготвени да дадат максимум и да бидат на висина на задачата доколку тоа биде потребно. Да, ние сме подготвени како влада, сите ресурси кои што ги поседува државата се ставени во функција, но доколку дојде до поголем број на пожари, се разбира дека овие ресурси нема да бидат доволни, но со надчовечки напори и на пилотите, на возачите на противпожарните возила, на пожарникарите, на сите останати кои што учествуваат во гаснењето на пожарите, ќе дадеме се од себе пожарите час поскоро да бидат ставени под контрола. Надлежните подсетуваат дека било какво палење оган на отворено е строго забрането и апелираат граѓаните да се однесуваат одговорно, бидејќи дури и фрлање од пушок од цигара преку прозор и палење скара на убавиот илиндер може да разгорат огнови со катастрофални последици. Кризната состојба е во сила од денеска и ќе трае до 31 август.